ВД председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари гостин во ова интервју. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Се уште ВД председател? До кога? Колку што знам до декември, за кога ја очекувате и најавувате конгрес. Очекувате, имате веќе своја листа на имиња кои што ќе се кандидираат за председателската функција? Веќе е закажан конгресот за 17 декември. Поднесувањето на кандидатурите е некаде до почеток на декември. Ние сме на терен сите заедно, ќе видиме, ќе одлучиме заедно како да се оди понатаму. Ако има и други кандидати, тоа е нормално во секоја партија, па ќе видиме, конгресот ќе се одлучи. Очекувавте ли ова ВД да падне токму на вашиот грб и колкава тежина носите? Воопшто не очекував, ниту не планирав. Ја бев подпредседател на партија, пред тоа секретар на партија околу 7 години и воопшто не очекував искрено. Полека чекав да го завршам мандатот во општина Гостивар, вториот мандат, и да и се вратам на професијата како лекар на клиниката за неврофизиологија. Меѓутоа се случија одредени неочекувани ситуации и бев во ситуација да мора да се продолжи како ВД овој период, па да видиме за понатаму. Искрено, лично, ако ме прашувате... Ама имате лични амбиции за тоа председател, чисто? Никогаш не сум имал амбиции. Ја мислам дека со Зијади ние функциониравме како бином заедно. Ја често им велам, ја бев председател на партија, ако бев генерален секретар, ние функциониравме заедно. Речиси, да не речам 100%, меѓутоа 95% од одлуките ги носевме заедно. Така да немав некоја амбиција никогаш ни за ВД, ниту за председател, меѓутоа бевме во таква ситуација што мора овој период да го изодиме заедно, да се консолидираме како што треба и колку што можеме најдобро и евентуално нашите искрено амбиции се идните парламентарни избори било кога да се одржат, да ги победиме и да ја донесеме таа промена, долго очекувана промена кај албанскиот политички блок. Амбициите се едно, вели народот, ама можностите се друго. Се чини дека голем товар ви остави Зијадин Села со самото тоа што се повлече, всушност тој излезе како жртва по дебаклот кој што го доживеавте во Тетово. Ама што е ова што сега се случува, господин Таравари? Се чини како да се враќате во живот на политичката сцена и како да тоа и одговара на Алијанса за албанците. Всушност тоа што го порача Села и што го бараше од вас кога дојдовте, кога ве поставија на ова ВД председателска функција, рече да ја водите партијата и да може партијата да биде што поприсутна на терен. Се наметнавте и тоа со што се вели во последен момент, ама дали е добро избран моментот? Не знам, ја сега ние Села повторно е во екипата, не дека е оддалечен и не е тука, заедно сме, меѓутоа требаше нешто да се смени, да почнеме некако, се пасивизиравме периодот после конгресот, нели фати летниот период, одмори, иселеници, свадби, некако неочекувано, а и Тетово плюс ни беше некако пунктум резистенција минорис, една од послабите точки на нашето функционирање. И веднаш по превземањето на функцијата... Фокусот го фрлите таму? Да, таму сум фокусиран, скоро после работно време од Гостивар, таму си продолжувам уште 5-6 часа, нон-стоп сме заедно на терен со поголемиот дел на екипата, од Ликово до Струга, таму кај што имаме организирани структури, мислам политички на Алијансата за албанците. Работиме интензивно и ја имам впечаток дека полека се враќа и надежда кај членството дека можеме да постигнеме многу подобар успех, не само во Тетово, генерално во државата. Ви велам, екипата тоа со Тетово не ве фактички обесхрабри? Не, апсолутно, напротив, имавме одредени членови кои што беа незадоволни, кои што абстенираа, кои што мислеа дека не сме ги комуницирале, не сме седнале со нив да разговараме. А така беше? Јас најодговорно тврдам дека периодов заедно, ви велам, секогаш целата екипа, скоро 200-300 луѓе лично комуницирав сам, меѓутоа и со Села заедно. Полека го враќаме теренот таму, над 50% од нашето членство веќе е вратено и интензивно работи. Имаше одредени незадоволни групи и во другите наши ограноци, така велиме.
генерално можам да кажам дека 70-80% веќе имам впечаток дека се консолидираме, меѓутоа имате право, тоа што ние сакаме и што ни е цел и што е можност има разлика едно од друго, ќе го дадеме максимумот, меѓутоа имаме и кампања каде што врвни добри интелектуалци од земјава ни се доближуваат и изразуваат желба да ни се приклучат, така да кампањата е скоро секој 3-4 дена имаме по еден нов член кој што доаѓа во Алијансата за албанците. Мислам дека сме најдобро екипирана политичка партија, меѓутоа не секогаш добро екипираната политичка партија и стигнува до добри резултати на терен, така што е тоа што го прави па ни треба таквиот резултат? Зошто добра екипа, ама не постигнува резултат? Врвните албански интелектуалци, барем тие кои што се занимаваат со политика, мислам, има и тие што абстенираат и си имаат таа комфорт зона и не сакаат да влезат во политика, меѓутоа од тие што се во политика, мислам дека елитата, интелектуалната елита албанска е во Алијанса за албанците, меѓутоа не секогаш елитарните партии победуваат, затоа ни требаат и теренски да речам членови кои што добро го сработуваат теренот, така да сме направиле микс на луѓе кои што ги бива за да ствараат нетворк, за да ствараат мрежи секаде, меѓутоа и тие кои што наметнуваат идеи, кои што имаат представа како треба да се движиме, таа комбинација микс помеѓу тие кои што се добри теренаши, да речам, и тие кои што се добри умови, добри интелектуалци, се надевам дека за 3-4 месеци ќе го стигнеме, ќе постигнеме да имаме добра екипа. Нели во фудбалот има тие кои што играат нападјачи, тие кои што се одбрана, тие кои што се средина на играта, така и во политиката се бараат секакви луѓе кои што во одредени позиции би дали свој максимум. Пак ќе прашам, што е ова што деновиве го прави Алијанса за албанците, она што го најавувате? Едноставно се чини како да ги разбудивте оние заспани духови, така речено. Станува збор за уставните измени. Да, генерално Алијанса за албанците знаете дека тврди и тврдеше во минатото и повторно ќе го кажеме тоа дека добро е што сме членка на НАТО и тоа веќе го покажавме со гласање на Преспанскиот договор. Јас знам дека тоа беше болно за нашите сограѓани македонци, менувањето на името нели во Северна Македонија од Македонија, меѓутоа видете во вакви ситуации кога има војни кои што имаат импакт врз целиот регион сега, многу е добро што сме стабилни и сигурни. Што сме под чадорот на НАТО. Државата ни е под НАТО. Кој има работа со Македонија, има работа практично со НАТО. И ова е добриот момент. И сега сме пред едно друго искушение, а тоа е да бидеме дел од Европската Унија и мислиме повторно дека ова е стратешка цел на државата и на сите граѓани, бидејќи немаме друга опција и друга алтернатива, а подобра гаранција за државата во која што сите живееме од НАТО и Европска Унија нема. Затоа повторно ќе треба да се направат одредени компромиси кои што заедно се обидуваме да ги поминеме и да бидеме членка, полноправна членка на НАТО, на Европската Унија. Меѓутоа пред тоа треба да се направат и одредени уставни промени, конкретно се работи за... Треба да се направат компромиси дома. Компромиси секогаш, видете, функционирање, вземете семејството како социолошка, како да речам, единица и таму правиме компромиси со нашите деца, со нашите родители, со нашите сопрузи, сопруги. Така функционираат сите, да речам, организации кај што има повеќе луѓе, да не збориме за една општина, за еден регион или за една држава или за еден поширок регион. Компромиси секогаш се неопходни, сега ќе помине ова, ќе ни дојде друго, па трето, па четврто, така функционираме и така одиме напред. Меѓутоа мислам дека е клучен момент кај што сите треба да размислуваме убаво, да донесеме умни одлуки и одлуки кои што ќе гарантираат дека нашите деца, нашите внуци ќе живеат тука, нема да бегаат од државата, туку ќе останат и ќе функционираат достоинствено во сопствената држава.
Добро, тоа политиката треба да ги направи тие работи, да се тргнат сите бариери кои што сметаат во општеството, пред поделеноста, како што велите, во семејството постои недоразбирање и тешко се постигнува компромис, а не пак во државата со повеќе политички блокови од различни политички кампуси. Така речено, имате ли согласност околу ова што го најавувате, барањето за уставните измени кај албанскиот политички кампус? Па генерално ја мислам дека сите албански политички партии се за да бидат и бугарскиот етникум во Македонија кои што живеат колку се 3500. Нема никој против тоа. Мислам дека имаше иницијатива и хрватите бидат, бидејќи македонците се во хрватскиот устав и црногорците. Дури ја велам и торбешите да бидат, нема никаков проблем. Има устави кај што се набројуваат поголем број на етнички заедници кои што живеат. Тоа е само со тоа покажуваме богатство на државата, дека имаме повеќе етнички заедници кои што убаво живеат во оваа држава. Не гледаме некаква пречка, меѓутоа имам впечаток дека и македонските политички партии имаат разбирање за тоа. Барем СДСМ тоа декларативно ка кажува, а ВМРО последно време ме радува тоа што го спомнува дека ако е последен услов оваа, сме подготвени да го направиме тоа. Ми се чини дека немате согласност кај ВМРО, еве последното што ми се чини вчера или завчера пишувавме една изјава токму дадена од лидерот на ВМРО Мицкоски, кој што вели за тргањето на таа формулација 20% од уставот. За 20%. Да, за 20% од уставот вели да не создаваме нови поделби кои никому не му одат во прилог. Посебно затоа што вели рамковниот договор таков како што е донесен е во својство да бидеме држава од мултилатерален карактер, од мултиетнички карактер. Вака одиме кон бинационална држава. Се отвара еден јаз, се отвара Пандорината кутија, така рече. Видете, нема никаква Пандорина кутија, нема никакви... Ние збориме, неколку пати повторувам, за достоинство. Јас не би сакал македонскиот јазик, на пример, во уставот да стојат, да речам, пример, хипотетично, јазици кои што се официјални во државата се јазикот кој што го зборуваат над 50% и јазикот кој што го зборуваат над 20%. Мислам дека се работи за достоинство, не збориме за друго. Дали ќе стои и така има закон. Вие сега да дефинираме, не е дека не е кажано, меѓутоа да нема недоречености. Вие барате да се тргне таа флоскула 20% и да стои албанскиот јазик. Точно. Тоа е амандманот 5 од уставот, ако не се лажам. Тоа, значи да стојат официјални јазици. Мене ми изгледа како да не би сакал да ме нарекува некој по бројот на лична карта или по некој процент. Ама вие сега чувствувате дека така ве нарекуваат искрено? Па видете, јазикот, нашиот албанскиот јазик на кој што јас говорам, кој што е мој мајчин јазик, се нарекува во уставот како јазик кој што го зборат над 20% од население, кој што е поразличен од македонскиот. Што ни пречи ако бидат официјални јазици во Македонија, се македонскиот и албанскиот јазик. Едноставно, сега некој дека сака да направи конспирација од тоа, дека сакаат ова, сакаат тоа, едноставно треба, ако ние сме сограѓани, живееме тука, се почитуваме. Ја често кажувам дека ете во Гостивар и во Гостивар вреди тоа 20%, меѓутоа еден од бившите градоначалници кој што го почитувам премногу, професорот Руфи Османи, уште 2011, ако не се лажам, турците се во Гостивар 11% или 10%, не сум сигурен точно, кажал побарал од собранието од советниците во општина Гостивар, ајде и турскиот нека биде официјален јазик, и ние ништо не губиме од тоа. И турскиот јазик е официјален во Гостивар. Во Куманово имам информација дека 5 јазици се официјални. Што ни пречи? И тие не се нарекуваат јазик на тие што се 11%, 15%, 7%. Позитивната дискриминација е позитивна работа за државата. Со тоа покажуваме респект едни према други. Ние што ја градиме оваа држава и во која што живееме заедно и која што сакаме да се оди напред. Не би сакал да влегувам, видете, јас сум и личност кој што комуницира со повеќе луѓе, плюс тоа сум доктор, човек кој што работел со стотици пациенти, илјадници пациенти, и сега кога сум градоначалник и веде председател на партија, повторно секоја среда прегледувам пациенти, а неделно околу 100 луѓе.
Македонци, албанци, роми, турци, секакви. И барем Не тие велат што ви текна оваа сега работа? Не, никој не ми вели. Во ваков еден момент, тежок момент? Повеќето ме знаат како размислувам, повеќето ме знаат и како карактер и знаат дека нема лоша позадина во тоа што го кажувам. Морам да ја прашам, се спрема ли нова така наречена тиранска платформа? Најголемиот страв ни беше дека повторно ќе комплицираат и ќе направат дека повторно тиранска платформа, повторно седнуваат албанските партии да направат. Стравот направат... е кај вас, меѓутоа стравот е кај нас затоа велам. Тој јас некако секогаш кога знаете зошто велам тиранска платформа? На основа на коментарите кои што деновиве се појавија во јавноста. Зошто? Затоа што Таравари отиде во Албанија и сега имаше коментари. Ете ги се растрчаа. Наместо да се отворат и да бидат јавно достапни до македонските граѓани и да кажат што точно има тука дома, тие се растрчаа по регионот, се консултираат, бараат совети од Рама, бараат совети од Косово и така натаму. Зошто? Веќе се отвара таа недоверба со самото тоа. Ние комуницираме со сите политички партии во Македонија, без исклучок. Сега кога зборувам, знаат и од СДСМ, и од ВМРО, и од ДУИ, и од БЕСА, и од сите партии дека да, од БЕСА веќе имате јавна поддршка и тие застануваат. Секојдневно зборуваме. Јас сум нов председател на партијата, ВД председател. И нормално е да комуницирам со соседните држави, плюс со Албанија не поврзува тоа што заедно го почнавме евроинтегративниот процес. Не се разделивме, плюс не поддржаа. Плюс беа тие кои сега го отворивме Балканот. Плюс беа тие кои што инсистираа во пакет да одиме, никако Македонија да се раздели. Плюс лобираа за нас. И мислам дека јас треба да се промовирам и како ВД председател на партијата и нормално е да се видам со тие. Не дека тие имаат некакво непријателство кон Македонија. Не дека барате поддршка директно. Што си поприкажавте со Рама? Видете, ние бараме, евроинтегративниот процес ни е многу битен за двете држави. Дека добро е заедно да го завршиме процесот и да бидеме заедно членки на Европската Унија. Добро е коридорот 8 да се отвори и да се изгради. Значи, и економски развој, меѓутоа, начнавме и теми кои што се за албанците. Например, ова во Битола што е за азбуката, албанската азбука, музејот е оставен за никаде. Добро е тоа да се иницира и да изгледа на музеј, како што и прилега на еден нормален музеј. Ама зошто за Битола да разговараме во Албанија со Рама? Зошто не дома? Не ве слушаат овде? Не, и тука разговараме, меѓутоа ние не сме партија која што е во влада и треба со владата да седне и да разговара, ајде нешто да инвестираме, ова е музеј кој што е битен, кој што е државен празник, нели, во Македонија. Ние сме опозиција. И нормално е некои работи кои што се битни да ги разговараме и со соседите. И не верувам дека има нешто лошо овде, дека се спрема некоја тиранска платформа. Меѓутоа, видете, одредени политички центри во Македонија, за жал, кога немаат други аргументи, немаат друго нешто што, ајде да имаме кауза со што да се занимаваме периодов, како за тиранската платформа. Или филм беше 3 месеци како Зијадин Села и Алијанса ќе направат ова, тоа, ете. Тиранската платформа, што и се случи на Македонија лошо овие 5-6 години? Еве, искрено вас ве прашувам како новинар, дали нешто лошо и се случи на Македонија овие 5-6 години? Дури мислам дека албанците беа главните супортери колку што може, нормално. Игра и беа емпатични со македонците максимално. Значи, заедно со вас се обидувавме максимум да се извлече што може. И преспанскиот и францускиот предлог за договорот со Бугарија и повторно заедно живееме тука, нема бегање, сакале не сакале некој, ние мораме да живееме. Сега ако на некоја политичка структура и треба кауза и што да правиме, ајде ќе почнеме да те фокусираме јавно со реалните проблеми и ајде овие сакаат сега да направат не знам што, а нема врска. Пак ќе речам, експертите, познавачите, оние кои што го пратат, да речем, политичкиот тек во државата,
уште со самата најава дека бугарите мора да влезат во уставот и уставот да се отвори, веќе најавуваа и очекуваа дека албанскиот политички блок на мала врата ќе сака тоа ново отварање на уставот да го искористи за да ги протне нивните барања. И самите велат, ова не е неочекувана реакција, а посебно не затоа што доаѓа од Таравари. Јас почитувам многу интелектуалци меѓу македонците, меѓу тоа ги почитувам и македонските политички партии. Ете, тргнете го Таравари, тргнете Алијансата за албанците. Нели 2018 се смени уставот. Тогаш, не знам дали памтите, бившиот премиер Зоран Заев излезе на парламент и кажа дека нема никаков проблем, мислиме дека може идното отварање на уставот 20% да се тргне и место тоа да стои албански јазик. Ама вие тоа добро му го запамтивте на Заев. Не, ќе остави, ја кажав. Мицковски, не една емисија. Повеќе емисии, кај што кажува дека не е тоа нешто дека не може да се разговара, може да се разговара, спремни сме. Нормално, за се треба да се разговара и мора да се разговара. Јасно, и ќе продолжиме да разговараме, ќе имаме нон-стоп проблеми во државата, така функционираат, ви кажа, во семејствата имаме не за веќе за општини, за држави да зборуваме. Така да, мене ми се допаѓа идејата на Пендаровски, председател. Сега не збориме за албанци дека зборуваат. Ете, експоненти, политичари македонци. Дека навистина уставот не е крпен устав. Смени секоја втора, трета година по нешто, сега знам дека периодов е тежок, посебно за нашите сограѓани македонци. Не сакаме нешто што ќе дојде ете повторно притисок права ТВ. После 3, 4, 5 години треба да се седне да се направи некој устав кој што ќе биде прифатлив, да се седнат. Сакате да кажете да одиме кон создавање на сосема нов устав? Па председателот го кажа. Евентуално да се седне и за тоа да се сега е овој период тежок, не зборуваме. Меѓутоа периодот што доаѓа пред нас, кога ќе почнеме преговорите, евентуално да се размисли и за тоа како да биде пофункционален, да немаме потреби следните 20, 30, 50 години повторно да размислуваме секоја втора, трета година, четврта, ајде повторно да се смени нешто во уставот. Значи да бидеме рационални, да изнајдеме решение кое што е општо прифатливо, колку што е можно. Не може секогаш да биде прифатливо за сите, меѓутоа да биде некое решение кое е одржливо на подолг период. И на крајот ден условување велат од албанците. Не бараме нешто што ќе одземеме од некој. Не, значи, збориме за достоинство, неколку пати го повторувам, посебно во македонските медиуми. Дали ќе биде албанскиот јазик? Со закон се употребува, нели? Постои закон за употреба. Постоеше и тогаш за јазици, да. За јазици. Употреба на албанскиот јазик. И тогаш постоеше ќе плаќаат казни во Гевгелија и во Берово ако не зборат албански. Ама токму тоа е сега, да речам, дилемата. Зошто? Закон за јазици постои. Што сега? Весна, ви велам, се збори само за достоинство. Не би сакал јазикот кој што го зборам јас или турскиот, ромскиот, српскиот јазик кој што се користи во Куманово или во Гостивар турскиот. Да не биде јазик кој што го користат 10% од населението, турскиот јазик се користи. Потоа збориме, ние доаѓаме од една држава која што беше поголема, федерација. И таму, ја како дете памтам, пред општинската зграда во Гостивар, ја кога одев на училиште, стоја 3 знамиња. Македонското, турското, албанско. Јазиците беа официјални, ја како дете пораснав, гимназија завршив, официјални јазици во Гостива и во Македонија беа сите 3 јазици. Нема нешто, не е што ете сега почнува нешто што немал. Ви велам, има одредени права кои што се наследени права. Ја не би сакал да направиме драма и филм од това. Ако не сме подготвени, ви велам, треба да седнеме, да разговараме. Се по договор. Повторно не оди ништо на сила. Треба да седнеме, да одлучиме заедно. И ние, и поголемите
значи поголемите македонски и албански партии. Според моментумот, велите, и самите сте свесни дека сега не е време. Државата е погодена еве од ова што се случува од соседот Бугарија, значи ние тргнавме кон тој евроинтегративен пат, се бориме да стасаме до некаде и зошто сега домашни сопки? Тоа е моментумот, тоа го Ве молам, кажете ми што е сопка. Дали е сопка ако се бара 20%, место јазик што го збора 20% да стои албански јазик. Ако е оваа сопка, поред тогаш се согласувам и прифаќам дека правиме сопки. Удостоите треба и ние достоинството да се почитува на тој со кого соживуваш. Значи не збориме дека бараме македонскиот да не се користи, турскиот да не се користи, српскиот јазик да не се користи. Повторно за етничките заедници нека важи, нека се користи, кај што има позитивна дискриминација го поздравуваме и треба да се користи, нема никаков проблем. Значи нема нешто што ете моментот покажете респект да се покажеме едни према други. Тоа е ништо друго. Ама лично муабетот се врти, да. Сега лично ќе ве прашам. Дали лично чувствувате респект од македонскиот политички кампус? Дали лично? Да, и сте респектирани. Имате чувство дека сте респектиран. Јас бев министер. Дека со достоинство се гледа на вас. Јас бев министер за здравство. Јас сум универзитетски професор. Јас сум лекар. Јас сум градоначалник. Значи, во сите позиции, барем тие што еднаш седнале со мене, знаат како размислувам. Знаат како е меѓусебниот респект меѓу мене и нив, било кој да се, и било што да се. Јас продолжувам да мислам дека луѓето има добри и лоши и меѓу сите нас кои што живееме тука, било која етничка заедница, од сите нас има добри и лоши. И луѓето за мене се делат на добри и лоши. Меѓутоа, сакам да ги почитувам, и ме почитуваат. И ме почитуваат, барем до сега. Сега има некои што не те почитува, не те сакате. За секого постои тоа. Меѓутоа, генерално таму кај што сум работел, кај што работам се уште, кај што вршам некоја функција, и има некојаш ми се случува и како градоначалник, некој да ми пишува, еве оваа населба повеќе е населена со македонци, затоа не си ставил светла. И секогаш мојот одговор бил, веднаш ќе дојдеме, и не би сакал така да размислувате. Нема некоја населба да речем овде се чисто вакви, чисто... Нема. Барем за Гостивар ви велам, е најдобар пример на добро функционирање на мултиетничност. И со тоа се гордеам дека навистина се почитуваме меѓу себе. Не се случило со ниедна политичка партија, 5 години сум градоначалник таму, некој да ми рече, политичките партии изборам, за инет на овој, на тој, по национална да збориме, ниту по партиска не се случило. Какви ви се релациите со ДУИ? Знаете, исто што се заговара деновиве, токму оттаму има коментари дека еве што се обидува Таравари да прави, се обидува да се наметне на политичката сцена како конкуренција на ДУИ. Се надпреварувате со нив? Не, видете, ние со ДУИ сме нормално, тие се позиција, ние сме опозиција и секогаш ќе има политички надпревар меѓу нас, меѓутоа и со другите политички партии надпреварот си е надпревар, меѓутоа после тоа ви велам, канали на комуникација постојат со сите политички партии. Нормално, ние сме опозиција, дека ги критикуваме, дека ќе продолжиме да ги критикуваме, ќе продолжиме. И ние кога ќе бидеме власт и опозиција, например, во Гостивар. Ние сме власт на локално ниво, тие се опозиција. Не критикуваат и тие, и тоа е нормално. И добро е што постои опозицијата, за да критикува, за да каже како може да биде подобро. Една држава ќе оди напред само ако има добра опозиција. Не велам добра влада. Добра влада и може да нема. Меѓутоа, ако има слаба опозиција, секогаш опозицијата таа што тригерира позицијата да се подобри, да внимава, да биде што подобра. Така да, многу побитен елемент во политичкото функционирање е добрата и квалитетната опозиција отколку власта. Така да, ништо персонално, ја не би сакал да се надпреварувам со ДУИ за етнички прашања.
Ја би сакал да се надпреваруваме и секогаш што дуи во гостивар, никогаш не се случило во гостивар еден градоначалник. Заеднички прашања сигурно не можете, затоа што сигурно ќе бидете унитарни, единствени. Никогаш не се случило во гостивар еден градоначалник 2 мандати една по друга да победи. Никогаш овие 30 години. Ние успеавме со екипата, меѓутоа кампањата не ни беше што направивме за турците, албанците, македонците, туку колку километри асфалт, колку километри канализација, колку километри водовод, кои нови паркови, кои нови центри за млади, центарот за аутизам, што инвестиравме. Во ниеден момент кампањата, ете, има и 2017 кампања и 2021, отворете ги, тука сте новинари сите, и македонски и албанци, и гледате дали има нешто што се надпреваруваме, кој е поголем херој. Сте во, да речем, дослух во некаква комуникација со Ахмети или со Груби кој што важи за негова десна рака и покрај огнот кој што се распламти во Дуи. Ќе седнете ли во влада со нив? Ви смета ли нешто? Оти имаше дезинформации дека Таравари се видел со Ахмети, со Груби. Имаше, да. Имаше и дека можеби ќе седнете во влада, ама ви смета Груби, ви смета она што се случува таму кај нив сега. Да ви кажам јавно дека со господинот Ахмети последен пат сум се видел 2017 година. Кажува и дека се спореше дека и со Ковачевски сум се видел еднаш во еден младински центар кој што отвараше бленди вода, еден млад дечко од Тетово. Ќе се видите сега на лидерската, колку што знам, ќе се видам понеделник, да, прифативме, имавме вчера состанок, ја имав дилеми, сакав со нашите пратеници и градоначалници да седнам, да земам и од нив како мислат тие. Имавме став заеднички, сите заедно, без исклучок, дека треба да се оди. Ќе одиме, е битен момент за државата, ви велам, ние ќе бидеме дел од Европа, меѓутоа дали ќе бидеме 2030, 40 или 50, тоа зависи од нас. Затоа треба сите да катализираме и да акцелерираме толку колку што можеме, како политички субјекти, да помогнеме што побрзо да бидеме. Посебно ни помага и оваа ситуација која што е во руската агресија во Украина, може да го акцелерира, да го забрза процесот. Затоа треба да бидеме... Да се протнеме низ иглени уши. Па можеме да го искористиме моментот, затоа треба овој период да не се делиме по партии, овој период зборам, додека трае скринингот, додека почнат преговорите, после повторно ќе продолжиме да се надпреваруваме меѓу себе. Тоа верувате дека не може да се може да се направи таа, да речеме, да се обидеме сите заедно, обединетост, да дадеме таква каква што е денеска, да дадеме сите од себе максимум колку што можеме, повеќе да разговараме со граѓаните и со нашите членови, секој со својата партија, дека е битен момент за нашите семејства, за нашите деца, за иднината на државата. Мислам дека ви реков дека има добри и лоши секаде, меѓутоа да се обидеме овој период трезвено и што поумно да седнеме, да разговараме и да одлучуваме. Што е со идејата за дводомниот парламент? Пак ќе се навратам, се сетив на изјавата на Мицкоски кој што рече дека е многу позагрижен околу спроведувањето на таа идеја која што може да доведе до федерација која што вели или една нова Босна која што воопшто не е потребна на Европа и впрочем води кон... Тенденциите не се такви, меѓутоа некој велам сака така да го прикаже, имаше една изјава на Мицковци, ќе го цитирам, дека може да разговараме за 20%, меѓутоа ајде да разговараме и за балансерот и бадентерот, така. И мојот одговор беше добро е што Мицковски е подготвен да разговара за 20%. Вие тоа го свативте во позитивна конотација? Апсолутно. И ја дефинитивно продолжувам да размислувам дека Мицковски е универзитетски професор, дека почитува и други луѓе кои што живеат тука, знам како размислува и немам дилеми дека тој е подготвен за тоа. Меѓутоа, кога сакаме сега да развиеме политика и да направиме како да добиеме од одредени ситуации повеќе политички поени, тогаш вадиме уште нешто. Затоа кажав, оригинал како кажав во Сител телевизија, дека да намешаме баби и жаби. Можеме за балансерот да се злоупотребува, можеме да размислуваме за нов закон, да не постои балансер, туку нов закон за застапеност, правично застапеност на сите.
Мада мислам дека веќе администрацијата е преполна. Така, Ние тоа треба сакам да речам, размислуваме- што ќе ни придонесе и тој нов закон, ние сме од закони полни до гуша, ама Ние спроведувањето за размислуваме, никаде. Треба да имаме 50 до 60 во администрација, имаме 170.000 луѓе, што е 3 пати повеќе од тоа колку што треба да Имаме луѓе кои што седат или воопшто не се појавуваат на точно, работните и јас сум свесен за тоа и ја ги критикувам нон-стоп ако не следите во албански медиуми, велиме дека не треба 1300 луѓе да земаат плата да седат дома. Не е добро и за нив кои што завршиле факултет, не оди на работа, работи сосема нешто друго или не оди на работа, тоа што научил во факултетот за 4 години ќе го заборави за едните 1, 2, 3 години ако не работи активно, ако не е со таа материја. Затоа е да имаме правична застапеност закон. Меѓутоа полека да размислуваме да ја намалуваме администрацијата. Ја на моите деца, на пример, им кажувам дека не треба да размислите во јавна администрација да работите. Размислите за приватни фирми некаде да се вработите. Тоа е иднината. Ние треба да размислуваме тие приватни компании, било која, ги селектира луѓето по тоа колку се способни, колку се добри. Ние никогаш не размислуваме за репрезентација, така, се е тоа во за ред, фудбал. меѓутоа таа јавна администрација е таа која што на крајот го носи резултатот на изборите, затоа што знаеме отворено што се случува. За жал. Не треба така да биде, за жал така е. Меѓутоа, ние и во фудбалската репрезентација, например, не размислуваме кои се албанци, кои се македонци, туку кои се најдобри. Така треба да постапуваме и со јавната администрација. И за Бадинтер, сакав да кажам, дека јас кажав јавно дека да не дојде да супримираме мајоризација. Тоа вреди и во општините. Да го задржиме и веднаш излезе дводомен парламент, таравари ова. Ајде да симплифицираме, ајде да поедноставиме, ајде да ги решиме проблемите. Тоа е идејата на Таравари и на Алијанса за албанците. Што може да симплифицирате во овој Тоа е случај? едноставно, да продолжиме, да ги направиме овие промени, да влеземе во Европска Унија, тоа е. Да не е сега зошто го бара јазикот вака, да се промени. И да не направиме- бара дводомен парламент. Па не, ајде да супримираме мајоризација, да не се надгласуваме во гостивар, тие што се советници албанци, да ги надгласуваат македонците. Едноставно, нека си стои Бадинтер, овој период додека ни треба, кога нема да ни треба, ќе го тргнеме. Можеби ќе направиме граѓански устав понатаму. Се е можно. Затоа овој период ни е многу битен. Ајде да го поминеме што полесно и поедноставно. Знаете што, ама плаши тоа се е можно. Што се следните барања? И сега кога сме кај барањата што велите вие, вие што го нудите сетот мерки за уставните измени, нели така да нови ве е познат сет мерки. Зошто 20% велите дека се вели дека е вториот предуслов? Сега е дилемата што е првиот услов? Не, видите, вториот и првиот за мене е едноставно. Ја кажав дека 20% за мене е некако апсолвирано. Од сите тие што се поголеми политички партии кои што сочинуваат над 100 пратеници во парламентот на Македонија, се горе-долу подготвени да се седне да се разговара. И сакате да кажете дека има загарантирани 80 двотретинско? Не, сакам да кажам поголемите 4 партии, СДСМ, ВМРО, ДУИ, Алијанса се околу 100 пратеници заедно. Добро. Тоа сакам да кажам дека од сите овие 4 партии има согласно дека може да се разговара. Кажав и за Мицковски што мислам, за Ковачевски не знам, меѓутоа и тој јавно има кажано и Заев дека се може да се разговара и треба да се разговара и затоа тоа го земам како апсолвирано. Сетот на мерки е сосема друга работа. Што е тоа? Што е толку... Видете, јас сега така речено кога разговараме со колегите, што е тоа мистифицирано, која е таа мистификација околу тој сет на мерки? Што е првиот услов, а и вториот рековме ова, што е понатаму? Што се крие тука и зошто не го белодените? Еве да го кажеме, овој период поминува се на етничко, се на комплицирано, се на како да комплицираме. Па дури и затоа има заговори дека Алијанса за албанците ќе стане националистичка партија. Нема врска со етнички прашања сетот на мерки, е едноставно. Исто е прифатливо, исто, апсолутно исто и ја реков дека е предлог кој што нема од кога да се одби. Не ни го откривате првиот предлог? Не, ќе го откриеме. Нашата пиар служба во партијата смета дека не е добро периодов да излеземе, ќе причекаме уште малку, а во меѓувреме ќе разговараме и со другите партии, со експерти веќе разговараме,
и со амбасадори во земјава разговараме. Ама затоа велам, тука се крие сега, тука е нервот. Што крие тој прв предлог што велите вие? Не го откривам, не е моментот. И македонски На кој момент се чека? Па, видите, очекувате подобри моменти? За нас како партија не е многу битно да биде моментот прикладен, да не бидеме како траблмейкерите сега излегуваат со нешто, сами да се развијат, а од друга страна да причинуваат штета на овој моментум кој што е многу битен за државата. И тоа ни ајде, нема да поентираме толку колку што треба како партија, иако идејата е добра, ви велам со експерти, разговарано и со македонски експерти кои што сметаат дека е прекрасно и перфектно за државата, меѓутоа и со меѓународни експерти, да бидам искрен. Така, сега ќе почнеме, нашите пратеници веќе се задолжени и со политичките партии, други, со ДСМ, ВМРО, ДУИ, БЕСА. Ќе му го кажете сетот мерки на Ковачевски сега на лидерската? Не сега, меѓутоа понатаму нашите пратеници ќе разговараат со пратениците, да ги кажат како идеја грубо, што сакаме да предложиме и што би било, да речам така, во наводници услов. А тоа е услов и така, мислам дека тоа ќе бидат услови кои што ќе треба да ги исполни државата. Ќе мора да ги исполни. Ќе мора да ги исполни. Ќе мора, не од наша страна. Времето ги бара одредени работи да се направат. Зошто, пак ќе речам, зошто меѓународниот фактор, амбасадите се тие кои што први ќе дознаат, а не македонската јавност? Не се амбасадорите, видите. Ама вие имате кажано дека и меѓународни експерти се вклучени во изготвувањето на тие мерки. Да, тоа е точно. Значи и тие се вклучени, меѓутоа и наши. И имате кажано дека деновиве, неделава ќе одите по амбасадите, по позначајните амбасади да ги информирате. Еве денеска имавте средба со чешкиот амбасадор, ако не се лажам. Сме се сретнале со повеќето амбасадори, сме разговарале горе долу, меѓутоа и со експерти од нашата држава сме разговарале исто. Тоа е мојавето, зошто амбасадите, дали можеби сакате преку нив тие да го соопштат тоа што имате вие да го кажете, па да го пипате пулсот, како ќе најде тоа? Видете, кои амбасади ги среќаваме, тие што се од поразвиените држави од нас, кои што имаат искуство со овие работи, кои што сетот на мерки, бараме нивни искуства, нивно размислување и нивен фидбек. Меѓутоа ви велам, сето тоа е подготвено од експерти кои што се во Македонија. Така. Спремни сте за нови избори? Видете, опозицијата by default е секогаш за предвремени избори. Се надевам дека април-мај, ако се случат, ние ќе бидеме подготвени во фул кондиција така како што треба. Меѓутоа, не знам дали и другите политички фактори, обично опозицијата генерално бара предвремени избори. Ако не се одржат тие април или мај, ја мислам дека следните редовни избори председателски, ако не се лажам, треба да бидат во април 2024 година. Така да ако не се случат во април, мај, тогаш ни остануваат најверојатно заедно да се одржат председателските и парламентарните. Вие до тогаш ќе се консолидирате? Најавувате? Јас се надевам до ние. И се надевате дека нема да ви се случи Тетово да ви се повтори? Не, нема шанси. Тетово ние, ете, за една недела да има избори, сигурно би имале повторно колку што сме имали за локалните 2021 година. Така. Ви благодарам. Не успеавме да го дознаеме сетот на мерки, меѓутоа се надевам дека за кратко време и тоа ќе се случи, ќе обзнаните што треба да обзнаните. Не знам, пак ќе речам што е толку тајно. Се надевам дека нема да се направат повторно конспирации околу тоа, бидејќи ви велам уште еднаш е за доброто на сите кои што живееме во Македонија. Да, ама токму таа тајност ги прави работите да вријат и да едноставно сите си создаваат некаква слика што би се барало, што е она што... Па убаво е кога се размислува, кога се дебатира и на крај се надевам наскоро кога ќе сметаме дека е моментот да ги извадиме. Никогаш не би сакали да бидеме пречка во разните процеси кои што се случуваат во државата, така да не се случи после дека ете алијансата плюс услов, плюс нешто пречи, плюс не се одвиваат работите како што треба, така да го поминеме периодов, да се усогласиме. Јас се надевам и ВМРО да смогне сили и тие да бидат подготвени
ете како што викаат оваа Си имате ли последно сретнато со Мицкоски ова сега? Не сум се сретнал одамна, меѓутоа нашите пратеници редовно комуницираат со пратениците на ВМРО ДПМН. Имате можеби некој фидбек како тие би гласале по основ на уставните измени? Искрено, Дали има некаква не знам, позитива од таа меѓутоа страна? мислам дека и тие ја сакаат Македонија, колку сите ние што живееме тука, и тие би сакале да бидат, и тоа јавно го кажуваат. Македонија поскоро дел од Европска унија. Сите го сакаме, сите го Подобра посакуваме. гаранција за државата дека ќе оди напред и ќе се развива така како што треба, а ќе стојат и идентитетот и јазикот и се што се одлики на еден народ од НАТО и Европска унија нема подобра гаранција. Благодарам. Беше ова ВД председателот на Алијанса за албанците, господинот Арбен Таравари. Благодарам што се озвавте на поканата. Благодарам на можност. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и секое добро.